Значи, ова седмица, страстната седмица, во која почнуваме ние веќе, откако сме поминале 40 дена од пост, сега веќе конечно не да го дочекуваме страдањето на Христа нашиот Бог и Спасител како нешто што се случило, туку како настан во кој ние сме вклучени, во кој што ние живееме, кој ние го доживуваме, во кој не е како нешто минато, како сегашност, како реалност. Зашто ние не треба сега да говориме за некакво сочувство кон Христа, туку сострадателно со Христа. И само така, ако влеземе во таа седмица, подеднакво да се чувствуваме дека и ние сме сострадалници со Христа во неговите страдања, тогаш можеме вистински да ја почувствуваме и да ја доживееме страстната седмица, седмицата на страдањата Христови. Па така, почнувајќи од понеделникот, великиот понеделник, кога се чита Евангелието за смоквата што не родила смокви, а тоа се однесува на сите луѓе што не ќе дадат плод на покаяние и на добри дела, плод на добри дела, ќе бидат исушени, како што била исушена таа смоква, која кога Христос сакал да, бидејќи бил гладен, да вкуси, па не нашол плод на неа, само лисја имало, ја проколнал, да никогаш не биде, да не даде род како што не дала за него и да се исуши, и таа веднаш се исушила. Во вторникот веќе имаме тука една песна и една стихира. Тука веќе се говори за 10 жени, жените мудрите и жените оние што биле немудри жени или лудите жени. Всушност станува збор за души кои се подготвиле со подвизи, пост и молитва и ја примиле благодата Божја во борбата против искушенијата и страдањата, за разлика од лудите девојки, не жени, туку девојки, кои го зачувале, може да се рече, телесната девственост, а ја загубиле духовната девственост. И затоа нема да им се дозволи на тие луди девојки или души кои што не останале доследни да му служат на женикот, на Христа нашиот Бог и Спасител, и ќе бидат затворени вратите за нив, а тие, оние што се мудрите 5 девојки кои направиле добри дела души, тие ќе бидат во заедница со Бога. И потоа имаме исто така великата среда, во која се говори за жената блудница, која многу убаво е опеана во една стихира од преподобната монахиња Касијана, единствена монахиња која се пројавила и покажала дека и таа може да биде црковен песник.